На есенското сонце не треба многу да му се верува. Исто и на ветувањата дека ќе има струја. Со ваква девиза Божидар Трајковски од Струшко Мороишта одлучил војкот на светска енергетска криза да инвестира за да спие мирно. Малку малски муабети, малку медиуми. Му влеале страф на стружанецот дека е подобро да вложи 22.000 денари за агрегат, за да знае дека секогаш ќе има на што да ги приклучи најнеопходните апарати. Ако снема евентуално струја во струга во држава, да речеме, тоа е барем за парното грејење, да можеме да клучиме пумпата на агрегатот за работи парното грејење. Луѓето се плашат општо, ќе криза е светска, да речеме, се плашат и од струја, се плашат и за храна. Поарно да си имаме, пошто ова е Македонија, така да поарно да си имаме план Б, него да немаме струја. Недовербата кон официјалните информации, според кои државата нема да остане без струја, Божидар ја има од пред 7 години, кога тој и неговите сожители останале неколку дена во мрак, кога поголем снег ги турнал далеководите во струга. Сега агрегатот го купил од локален маркет, а на сличен начин се снашли и неговите пријатели и роднини. Дека агрегатот се гледа како алтернативно решение се уверивме и во Битола. Компанија која 30 години меѓу другото се занимава со продажба на агрегати, вели дека се бараат. Агрегати бараат конкретно за водомакинство, не повеќе за во индустрија. Обично се движат од 6 киловати па нагоре. Тој агрегат може да работи околу од 4 до 8 час во текот на ден. Цената не им е зголемена, согласно знаете покачувањето на железот и сето тоа, таа математика може да се искалкулира, али драстично зголемување на цената нема. На лице место ваков апарат бараше и битолчанецот Никола Трајковски. Мора план Б да се има за актуелната ситуација моментално. Зошто не верувате дека ќе има струја? Не, да бидам искрен, пошто секој ден се менува ситуацијата во државата, дека не се знае ништо утре што следи. Официјално велат многу работиме. Владата се фали со транспарентност. Министрите уверуваат дека прават се да набават струја за тековната зима, но недовербата ги тера граѓаните да трошат од и така плиткиот джеб за алтернативни решенија. Од Министерството за економија се запознати за алтернативите кои се набавуваат, но убедуваат дека нема потреба од тоа. Домаќинствата нема да подлежат на рестрикции во снабдувањето со електрична енергија. Засега нема најавено прекини во снабдувањето со електрична енергија за граѓаните, па секоја набавка на агрегати би им го оптоварила домашниот буџет за купување на нешто што нема да го користат, велат од кабинетот на министерот Крешник Бектеши. Александар Дединец од Македонската академија за науки и уметности со години работи на стратегијата за енергетика на државата и вели дека дезинформациите сериозно влијаат на флуктуациите на пазарот. Кога зборуваме во јавноста, мораме да бидеме внимателни во изјавите кои што ги даваме, затоа што апсолутно се согласувам дека граѓаните се збунети и исплашени. Меѓутоа реков, не треба да стравуваат во делот на снабдувањето со електричната енергија. Она паника која што се создава, значи одат во насока да се зголеми потрошувачката на огревно дрво, набавуваат огревно дрво, враќаат стари печки и така натаму, кое што не би требало да се случува, затоа што прави дисторзија и на другите пазари. Значи и на пазарот гледаме дека и огревното дрво се покачува и така натаму. Ако истото се случува со генераторите, ќе се зголеми цената и на генераторите, а немат потреба да воопшто набавуваат такви генератори. Ако веќе се размислува за алтернатива, Дединец упатува на друго решение кое би била долгорочна инвестиција. Она што искрено ме радува во целата оваа паника е дека голем број на луѓе сака да постават фотоволтаици на своите кровови, голем број на домаќинства, и тоа е за поздравување и треба овде да се насочиме кон тој дел да што е можно повеќе имаме такви луѓе, такви домаќинства кои што ќе се стават фотоволтаици на своите кровови и на тој начин ќе го растеретат системот од една страна и ќе си ги намалат трошоците. Идеално алтернативно решение во фотоволтаиците гледаат и од Министерството за економија. Од таму се дури и оптимисти дека цената на електричната енергија нема да се менува. Согласно методологијата за пресметка на нова цена на електричната енергија, засега нема најавено зголемување на цената за оние потрошувачи кои се на регулираниот пазар и чија цена ја одредува регулаторот.
Овие прогнози се слични и во Европа, со тоа што нема одговор за цената на електричната енергија после Нова година.